Битола се соочува со многу тешки проблеми кои што создаваат дополнителен товар за невработеноста. И мислиме дека изминатиот период тие најавени 2 милиарди евра кои што владата ги зема, се задолжи и ги потроши, за жал не покажуваат ефекти во стопанството, што не доведува до заклучокот дека она што каже вице-премиерот за економија, 350 милиони евра се само искористени во стопански цели, додека другите веројатно се искористени во непродуктивни или коруптивни цели, но не во интерес на стопанствениците и на вработените. Цениме дека Битола во моментов се наоѓа на маргините на вниманието и на локалната и на централната власт, и доколку се продолжи со ова невнимание и запоставување на општината, може да има уште поголеми и потешки последици од стопански аспект и градот повеќе да се иселува, а бирото за невработени да ја зголемува бројката на невработеност. Една компанија ќе доаѓала па пренаменија дел од парцелите од индустријската зона Жабени во државна индустријска, нешто како Тирзовите, бидејќи има бенефиции. Ние видовме во изминатиот период дека најавата за инвестиции во Македонија останува само како една реклама, и ќе ви кажам една споредба зошто Македонија со вака лошо економско работење на владата остана црна дупка во регионот. Споредбата ќе ја направиме со Албанија и со Србија. Во Албанија, во Драч, навестена е странска инвестиција од 2 милиарди евра, а во Србија јапонска фирма исто така веќе склучи договор за инвестиција од 2 милиарди евра. И кога во Албанија и Србија веќе имаме 4 милиарди евра најавени странски инвестиции, во Македонија немаме ниту 1 евро најавена или реализирана посериозна странска инвестиција, и затоа сметам дека оваа споредба е показател за лошата економска политика, и на крајот од краиштата самите инвеститори многу внимателно ги читаат извештаите на Transparency International и на Economist, и ако вие сте рангирани на 111 место по корупција, и ако сте рангирани многу ниско по економски слободи и важите за држава во која што корупцијата е пред економските правила, тогаш логично е дека инвеститорите ќе ве одбегнуваат. Ви се пожалија на мерките од 5 пакети антикризни ги зеда? Како што гледаме дека она што го кажаа стопанствениците е дека антикризните мерки не ја постигнале својата цел. Односно, тие давања на ваучери веројатно имаа повеќе предизборна намена, отколку да имаат намена да му помогнат на стопанството. И битолското стопанство во овој момент, споредено со сите 30 години наназад, се наоѓа во најтешка состојба. Одлуката на Народната банка да им забрани на банките и на осигурителните друштва да исплаќаат дивиденди е драматична. Истата, за жал, пројде во сенка на некои поголеми политички скандали, но во секој случај ова е уште еден показател дека државата има слаб буџет и дека се движи кон банкрот. Според мене, ако Народната банка се одлучила на ваква ригорозна мерка, да им забрани на банките да делат дивиденди, тоа значи дека може само да ја зголеми недовербата во банкарскиот сектор, односно дали истиот е солвентен. И за жал, може некои граѓани кои што имаат депозити со право да размислуваат дали нивните депозити во банките се сигурни или не се сигурни, ако на банките не им е дозволено да поделуваат дивиденди. И сметам дека е драматично тоа што се случува и треба подитно да се превземат мерки за санирање на буџетот без дополнителни задолжувања, за да не ни се случи освен економски да имаме и некакви буџетски потреси или не дај Боже банкрот. Процесот на вакцинација во Македонија е сличен како процесот со добивање на датум за преговори со Европската Унија. Секогаш владата тврди дека го има или го добила, а гледаме во реалност дека го нема. За жал, во процесот на вакцинација импликациите се многу посериозни. Доцнењето со вакцинацијата
во Македонија предизвикува две тешки импликации. Првата е здравствена, многу луѓе платија највисока цена со живот или со здравствени последици, а втората е стопанството. Денешниот разговор во Битола ни покажа дека отсуството на имунизација во Македонија им создава дополнителни потешкотии на битолските стопанственици кои што не можат, заради непримена вакцина, да остварат најобични потребни деловни контакти со нивните партнери во Грција или во Бугарија. И тоа навистина е голем, би рекол, пропуст на владата која што носи одговорност, а со самото вакво непостапување во време кога лекот постои и го има и во Србија, и во Грција, и во Бугарија и на други места вакцинацијата продолжува, сметаме дека овде некој треба да одговара и заради непостапување. Ако вие не постапувате и не му возможите на граѓанинот кој што плаќа даноци здравствено лекување на ефикасен начин, тогаш го доведувате во опасност неговото здравје и живот, а со самото тоа се доведува во опасност и во многу понеповолна положба и стопанството во целата држава. Па нашата оценка е дека и Заев, и Бучковски, и Георгиевски, за жал на еден нетранспарентен начин, се занимаваат со ова прашање, без воопшто да ја консултираат пошироката јавност или собранието. Ние гледаме дека во Бугарија има избори, но и покрај предизборната поларизација во Бугарија министрите за надворешни работи, за евроинтеграција и подпредседателот на владата одговараат пред нивните пратеници и градат некоја заедничка стратегија. За разлика од таму, во Македонија, министрите, вице-премиерите и сите оние кои што се занимаваат со надворешна политика бегаат од собранието. И сметаме дека не може да испадне нешто корисно и полезно за Македонија ако се работи на нетранспарентен начин и како таков го цениме начинот на работа на коалиционите партнери кои што се во владата на Заев. ВМРО ДПМН отвори една граѓанска иницијатива за собирање на потписи и последната информација е дека се собрани 100.000 потписи против нерегуларен попис. Сите сме да има статистички и фер попис, но да не биде истиот политичка операција во која што владините функционери ќе се надаваат со проценти. И сметам дека овие 100.000 потпишани граѓани се еден респектабилен број и власта би требало да има слух и да разбере дека туркањето на мускули на еден, би рекол, фингиран попис нема да донесе ништо корисно, напротив, само ќе ја зголеми недовербата и ќе ја зголеми поларизацијата кај населението. Особено што истиот попис би се туркал во време кога власта не е во можност ниту самите попишувачи да ги вакцинира против COVID-19, а да не збориме за оние повозрасни лица кои што треба да бидат предмет на попишување, а да бидат посетени од попишувачи кои што претходно поминале во 5, 10 или 20 други домаќинства. Затоа сметам дека власта е крајно неподготвена за една ваква операција да биде веродостојна и да биде здравствено сигурна. Се надеваме дека власта ќе најде разум, здравјето на граѓаните, статистиката и довербата во институциите да имаат предност пред политичките договори на коалиционите партнери.